Здраво, бла-бла, ТВ. Ние сме токсиколози, јас сум Кацар, ова е Джоле, Сиге таму чека детенце со женичката и тоа е тоа, ние сме тие. Што се дешава како токсиколози во задње време, албумче? Па, албумот, значи, се спрема, тој е, да речеме, готов, ние одлучивме да не го вадиме, затоа што, нели, и како што функционира кај нас ова со интернет промоцијата, решивме да извадиме што повеќе видеа и тој проект да си биде онака наш заеднички, да не го брзаме. Тврдо нема да... Па здравје, ќе се договориме, има уште неколку ствари што треба да излезат, па после тоа да збориме за, нели, за какво ќе биде пакувањето, али го имаме срањето. Кога гледам настап и едно друго се дешава, нешто за концерт, дали новата? Да, па покрај настапите кои што во нашава држава, знаеш, се одвиваат на тој начин како што се одвиваат, задоволни сме, меѓутоа за концерт треба реално ние да седнеме и да решиме, пошто менаџерски тим или таква работа, значи, не стои зад нас. Тоа е некоја работа која што ние сами мислам дека треба да ја направиме и да одлучиме и да седнеме да се случи тоа. Тоа би било. Сега немаме план, стварно глупо би било да викаме имаме план за концерт, секако тоа е наша желба и сон и кога би се случило тоа, значи би било и со многу гости и би било направено на тој начин. Кажи ми некоја нова песна сега, последно што беше од вас и ново нешто што следува? Последна ствар е со DJ Чваре, Град на страв, као сингл изваден на YouTube. Има Кацар со гостување таму со Марш. Ја вадам нова песна. Да, кажи за твојата нова песна. И Кацар може да продолжи за видео, снима исто така со Туте. Има цело време ствари, си валиме на YouTube, луѓе го слушаат. Тоа е тоа. Да, значи во врска со тоа што кажа мојот колега Джоко за спотот со Туте, тој се снимаше пред известно време, пред 2 недели, значи песната е Останува мис до крај. Видеото тука ќе биде, нели, промовирано, ќе ви известиме кога ќе излезе. Тоа е една соработка, мислам, нов спот кој што го очекуваме. Исто така мора да кажам дека се поврзавме со младите MC-а кои што излегоа, значи, на нашава сцена, да речам, нели, на YouTube каналите кои што се многу интересни, како што се Z-Bomb, Лириковен Пироман, јас, нели, соработката со Марш ја имав, односно и Метафорс екипата тука цела, мислам, тоа се рапери, колку 9 луѓе да се, што рапуваат, значи, се поврзавме сите ние и мислиме дека и на тој начин ќе продолжи, не само кон нас, да гледаме туку, да видиме и тие што имаат, пошто се стварно многу добри артисти и млади, по 16 години, да речем. Па да, знаеш, така секојаш треба да биде да си иде филмот така, затоа што и стварно се многу јаки, снимаат и по многу песни и тоа е убавото што уствари се поштоваме, све убаво. Да, у Македонија уствари има многу добра подлога за рап и тоа мислам дека никогаш нема да умре, цело време ќе има добри рапери и тоа е убаво. Кажи ми, направивте песна со работка со Кајмаковски. Да. Тоа нешто што се снима или има ли уште некоја ствар таква со некој што не е рапер со работа? Не, и тоа беше така инцидентно поради, значи, запознавањето на пред се на Перо, блискоста со Даниел, нивната музичка поврзаност кај што си ги знам и текстови, со него работеше некој околу тоа и испадна на оваа песна да дојде на рефренот, баш неговиот вокал беше супер. Испадна и после тоа он отиде на X Factor и се случи тоа што се случи и баш супер ни е за него. Други соработки, јас со Петар Малинов имам од Кочани, значи исто тоа еден спот пред некое време излезе за 100 денари. Тоа е чисто негов производ, значи и спотот подпомогнат од негови луѓе. Тоа е една од соработките, други соработки претежно е со хип-хоп артисти.
Иначе снимавме видео делови, снимавме него, доснимавме спототи, така ќе си остане најверојатно за памук, со Кајмаковски. Да, почнавме уствари со Даниел Кајмаковски во Франција, уште кога бевме на тој проектот во Епинал, да снимаме по пат кадри, ама не испадна ништо. Поздрав до Леца, поздрав до Кики Сликар, Лилјак, Куку и така дале. Да, поздрав до цела екипа, тоа ни е екипата што се грижи за снимање, секогаш е тука со нас, пријателски настроени. Пацов. И Пацов, Мартин Пацов, да, со туте видеото го снима. Добро, кажи ми ти, имам слушаш информација дека ти заедно со некои други луѓе имаш и уште еден проект со бенд. Да. Вака, значи... Смееш да откриваш, пошто кавер е, многу е андеркавер. Не, вака, значи, идејата е вака, започна, се активира бендот База 903, кој што се основа уште пред 4-5 години, меѓутоа сега влеговме да, се оформи идејата која што се создаде уште од тогаш, сега само се врати. База 903, значи сме 5 членови, јас како MC, Ципко како бас, Огнен Шапковски или Психо како гитара, Зафо како друга гитара и Иво Митковски како бубњеви, значи веќе се снима албумот. Тоа пак тие рокови јас не ги давам, ама мислам дека до лето ќе имаме производ кој што ќе ги задоволи пред се нашите интереси за музиката да биде квалитетна, а самата музика е нешто, мислам, позрело од моја страна текстуално гледано, а и музички јас не сум бил во таква состојба со бенд и ми е многу добра, они се музичари кои што се стварно врв и кои што си ја знаат работата и јас се гордеам што сум дел од таа групација База 903, која што името го носи според 1903-та, времето на револуција и тоа е тоа. Нешто да кажете што не ве прашав, на пример, сакате да го кажете? Не знам. Ми се свија бла-бла, ми се свија идејата, ми се свија каква музика се врти, ми се свија што поддржуваат супер артисти, мислам не дека ние, него други артисти, ние врскаме, И така. Супер артисти, да. Добро, околу тоа бла-бла мислам дека е исто револуционерна ствар. Јас познавам по тоа што можеш дома да си ја пуштиш, а да не те оптеретува со перење на твојот мозок пред се. Значи, тоа го почитувам, за бла-бла телевизија да си кажеме ние, затоа што сметаме дека таа идеја е нешто што може и поодамна требаше да се случи и сега да уште поагресивно да водителот е супер. Сите се супер.